После долги години Македонија конечно станува видлива на меѓународната сцена и не заради проблемите со соседите или умилкувањето што беше карактеристика на дипломатијата на претходната влада, туку заради стратешкото позиционирање на сегашната влада под раководната палка на премиерот. Со доаѓањето на Трамп на позицијата председател на САД, светот и глобалната политичка сцена се менува. И најискусните експерти веќе не можат и им е многу тешко да си ги следат сите изјави, средби, но и потези на големите играчи. Ова што се случува на глобалната сцена го менува постоечкиот глобален систем. Дали на подобро или на полошо ќе видиме. Но дека има промена дефинитивно ќе има. И така како во секоја промена и оваа ќе има губитници и добитници. Природно, никој, ни голем ни мал, не сака да биде во групата на губитници, кои ќе ги има и тоа во поголем број. Во овој хаос Македонија станува видлива. И тоа не од плачење и виткање кичма, како што досега беа навикнати, туку видлива затоа што презеде решителен и храбар чекор. Не е мала работа да заземеш јавно страна за огромна работа како што е војната во Украина. Војна во која се судираат интересите на сите светски сили. И сега некој вела, чекајте, Трамп е непредбидлив, што ако некој ден му текне и го викне ова нашиви и им каже доста играте. Ајде ставете ги бугарите во уставот или не мрдате никаде. Бугарија ни е стратешки поважна од една мала беззначајна Македонија. Демек да ни направи тоа што му го направил на Зеленски. Па еве и да го земеме тоа во предвид да се случи најлошото, да побара од нас да го смениме уставот. Што губиме од тоа? Ништо. Нели сега не мрдаме никаде без да ги ставиме бугарите во уставот? Така што едноставно ќе бидеме таму каде што сме сега. Таму каде што не донесе дипломатијата на СДСМ и ДУИ, ако воопшто тоа може да се нарече дипломатија. Но што ако Алборатно реагира и поради поддршката од Македонија се сврти кон Софија и таму испорачи ултиматум? Тогаш можеме да добиеме. Значи Македонија нема што да изгуби, може само да добие. Тоа представува нов пристап на македонската дипломатија, која сите знаеме на што се сведе во претходните 7 години.